Естрадниот магазин Backstage изминатава седмица беше дел од едно од највозбудливите културни случувања во земјата. Спектакуларното сценско, аудио и визуелно шоу Глумците пеат, кое традиционално се одржува по повод на Светскиот ден на театарот, кој е на 27 март. Настанот уште еднаш ја потврди својата репутација како уникатна платформа, каде што актерите излегуваат од својата комфорна зона и ја покажуваат својата уметничка разновидност пред публиката. Ова издание беше исполнето со енергија, емоции и вистинска сценска магија. Актерите не само што ги оживеа познатите музички numери, внесоа и свој личен печат во секоја изведба, демонстрирајќи импресивни вокални способности и извонредно чувство за ритам и движење. Танцовите кореографии, сценографијата, светлосните ефекти создадоа комплетно аудиовизуелно доживување, кое публиката уште долго ќе го памети. Има еден живот празен, без ден да му се роди. Има едни точно топли, сон што бара и живота прав, kada žena Екипата на Backstage во бекстејџот на Глумците пеат со Емилија Мицевска, една од оние кои што има и на првата вечер, можам да кажам слободно, највпечатлив настап, бидејќи си во најубава состојба некако од сите актерки и актери. Па да, фала ти. Беше стварно вчера преубаво и публиката испрати стварно многу убава енергија. За мене беше многу магично. Не само затоа што сум бремена, туку и целава оваа манифестација колку е значајна и колку убави луѓе доаѓаат и каква поддршка добиваме, стварно беше многу убава. Галеб Тажен ја изведе од Верица Ристевска, сама си избра песната, некако во комуникација со останатите, во договори? Имаше предлози некакви и во Бобан, пошто е одговорен за кој што како ќе пее, на кој што му лежи. Јас издвоив неколку песни што ми се допаѓа, он сметаше дека оваа најдобро би ја донела и така да взаемна соработка е тоа. Кажи ми, во кој месец си моментално од бременост? За неколку дена во седми ќе влезам. Да. Од тој аспект сакам да прашам, дали ти е тешко малку да пееш, да се движиш, да играш се уште си играш и представи, тука си присутна во театарот твој матичен? Значи, вистина е дека сум јас малце поуморна од вообичаено и дека брзо се заморувам. Не е лесно, меѓутоа некако како толку голема сила да добив. Мислам дека нема нешто што не можам да го направам, стварно. Подготвуваш и вечерва по втор пат, репризно да кажем, да се представиш пред публиката, имаш трема или едва чекаш да излеташ? Се, значи имам трема и едва чекам да излетам. Многу сум возбудена,
пред се сум благодарна што имам дозвола и што нормално ме побараа и пак, иако сум во ваква состојба, што е многу важно за нас. Дозвола од гинеколог или од кој? И од гинеколог, и од организација, јас сум бескрајно благодарна затоа што иако сме бремени, тоа не значи дека нели не сме инвалиди точно, така да фала им на сите, на целата организација, на Маја Бабик, на Ира Бабик за ова, затоа што ќе го паметам на вистина цел живот. Ова е неверојатна магија, вистина. Со нас е Антонио, или од социјалните мрежи попознат како еден човек, морам тоа да го кажам, луѓе се сите на социјални мрежи. Што правиш на Глумците пеат? Што изведуваш? Како се чувствуваш? Супер се чувствувам, фала ви на прашање. На Глумците пеат, пеам песна од Тоше, Морска звездо и со уште тројца многу драги колеги, ја пееме Љубов запејни. Тоше Проевски, дали ти рекол Антонио ти си нежен, романтичен и најдобро би го донел неговиот темперамент, карактер, глас или како падна изборот на Тоше? Околу изборот на песната, дали ми ја доделија или јас ја одбрав, ќе остане тајна. Значи, може да е и тоа, може да сум ја одбрал јас, може би ми ја доделиле. Како те оцени? Ајде, после првата вечер, бидејќи вечерва е реприза. Па имаше позитивни коментари, повеќето беа позитивни коментари. И јас искрено бев задоволен од вчерашната изведба. Поинтересно ти е да пееш сам или со останативе кои што ги спомена, дали сакаш да доминираш на сцената или ти треба поддршка? Искрено уживам и кога сум сам и кога пееме заедно со уште тројцата колеги, у случајот што ја пееме песната заедно. Не сум сам и кога изведувам Морска звезда, затоа што со мене се Наталија и Нина Дејан. Мислам, јас пеам, они играат, но сепак учествуваат и сите ние тројца сме дел од таа точка. Така што уживам и во таа песна. Овде сме со Стефан Спасов. Што изведуваш на Глумците пеат? Баба Зумбула, Цвето момек лето и Дал да плачам или да пеам. Твоја беше идејата во договор со останатите за да се вклопиш, односно во целиот концепт? Баба Зумбула е целосно моја идеја. За другите песни беа понудени и јас само ги одбрав од понудените песни. Колку ти е поразлично ова од штиците кои што живот значат? Глумците пеат малку поинаков настан или од она што го живеете секојдневно? Па јас кажувам дека музиката е многу слична, или концертот е да речеме, како е бидејќи еден вид на концерт, дека е многу слично со глумата, но можам да кажам дека за нијанса повеќе ми се допаѓа пеењето, иако не го можам колку што го можам тоа да го направам во глумата. Тоа е дека пеам, например, 3 песни и јас во една вечер имам 3 различни представи.
така му доаѓа. Тие три различни песни имаат различен текст, различна тематика и тоа се буквално три различни представи. Стефан, вака искрено да ми кажеш, освен она што ти го изведуваш вечерва, кој колега или колешка ти остави многу бав впечаток во однос на талентот кој што го има на пење и како ја извел песната на Глумците пеат? Емилија дефинитивно. Емилија дефинитивно беше прекрасен нејзиниот настап, можам дури да кажам дека беше светски. Исто така Марина Попанкова и Горан Ников беа неодоливо сладки. Одлични. Магијата на Глумците пеат е следна според мене. Се доаѓаат актери од различни театри. Не знам дали некогаш ќе можам да заиграм, дали некој режисер ќе накастира во иста представа мене, Наталија Теодосиевска, Маја Антоновска-Илиевски и Нина Дејан. Јас нив три ги обожавам. И ева сега прилика да се споиме и да направиме одлична точка. Мимо мојата четворка играм како гостин и во точката на Наталија Теодосиевска. Дали повредно е самото дружење, подготвување, пробите, додека да дојдете до финалниот производ? Тоа не се опишува со зборови. Сите сме позади сцена, навиваме, пееме, викаме браво, вака така. Мислам, исто така магијата е и позади. А не се опишува тоа чувство кое што се случува позади сцена. Позади сцена сме, леле, чекај да те допрам, да не треба, пошто не обслужува никој, освен драгата ни Вале, не? Она е тука која што ни помага за нешто, ако заглавиш, брза промена имаш, и се си правиме заедно. И тоа е убавината на Глумците пеат.
Глумците пеат, уште еднаш покажаа дека уметноста нема граници, а актерите се вистински мултиталенти кои знаат како да ја допрат публиката на повеќе начини. Бекстејдж и понатаму ќе продолжи да биде таму каде што се случува магијата, на сцената, но и зад неа, носејќи ви ги најинтересните приказни од светот на уметноста и забавата. Извини, ама јас морам сега да излезам и пред цела јавност да ти ја дадам мојата максимална и огромна поддршка. Драга Ема, 10 години го носам. Знам како е. Ема со тебе сум. Не сакам.